Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание гостува премиерот Димитар Ковачевски. Тоа е одговорно владење, затоа што секој денар се троши за граѓаните да немаат ценовен шок и да се овозможи да нема ценовен шок за цените на храната. Дали е то така или сепак малкумина имаат и ќар од сетова, оти, за да работи ТЕЦ? Неготино се потрошени 30 и кусур милиони евра така за увоз на мазут. Јагменот кој што се копа во рек Битола и натаму рек го копа и го транспортира со механизација која што ја набавува од приватни фирми. Има сериозни индиции за тоа дека таму може да има корупција. Значи, ова се прашања кои што треба да ги одговори директорот на компанијата, бидејќи ова се веќе детали. Постојат и ревизорски извештаи кои што веќе се објавени и тој ќе треба да компанијата треба да постапи по тие ревизорски извештаи. Кога сме кај борбата против корупцијата и политиките на добро владење, треба ли Никола Топанчевски да остане министер за правда и го знаете контекстот патувањето во Палермо на фудбалскиот натпревар? Она што беше за мене најзначајно е да проверам дали од Министерството за правда се исплаќани било какви средства за тоа патување, дали е користено обезбедување службено и дали се користени било какви ресурси од Министерството за правда за тоа патување. Реклами па интервјуто со премиерот. Гледате 360 степени. Пред точно 75 дена собранието ја избра новата влада предводена од Димитар Ковачевски. Вечерашното гостување на премиерот во 360 степени доаѓа 2 дена по објавувањето на резултатите од пописот. Владата и среде преговори со Бугарија, од чиј исход зависи евентуалната деблокада на пристапниот процес во Европската унија. Кризата предизвикана со растот на цените на енергенсите и на храната на глобално ниво и начинот на кој државава се справува со тоа е третата жешка тема за владата. Субвенционирањето на струјата и откажувањето од дел од приходите врз основа на акцизи и ДДВ ги прават исклучително скапи антикризните мерки. Зголемувањето на минималната плата пак извади на улица дел од синдикатите, некои закажаа и штрајк со барање за усогласување на другите плати, а ги разгневи и бизнисмените. Борбата против широко распространетата корупција, како што констатира Европската комисија, не е нималку занемарлив предизвик. Ова е рамката за вечерашното интервју со премиерот Димитар Ковачевски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Амбициозна агенда поставив, не знам колку ќе успееме да ја поминеме, се надам ќе успееме. На почеток за пописот, Државниот завод за статистика пред 2 дена ги објави резултатите од септемврискиот попис. Ехото од тоа се уште силно се слуша на јавната сцена. Премиере, како со 132.000 граѓани до кои попишувачите не успеале да стигнат и со околу 300-400.000 во диаспората што не се попишаа, зборувате и вие и директорот на Државниот завод за статистика и заменикот директор за успешно спроведен попис? Точно ова е едно од најактуелните прашања во моментов, иако кога ја прочитавте најавата, можете да претпоставите во какви услови, во каков амбициозен и амбиент на големи прашања работи владата, особено во светло и на кризата, меѓутоа и во светло на отворање на евроинтеграцијскиот пат на државата. Да не спомне дека се жалите, да. Во однос на пописот, јас прво мора да изразам задоволство што после 20 години државата спроведе успешен попис. Ние бевме една од трите земји во светот кои што толку време немаа спроведена попис. Тој беше спроведен врз основа на методологија која што е одобрена од страна на Евростат и со присуство на експерти од Европската унија. Тие беа присутни, односно представникот од Европската унија беше присутен на самата пресконференција при објавувањето на резултатите и според неговите зборови, меѓутоа и според зборовите на директорот и заменикот директор на Заводот за статистика, тој е спроведен со помош на најмодерните алатки, значи користење на најсовремена техника и плюс се работи за комбиниран модел на попис, при што се користени 9 бази на податоци од најразлични институции во државата,
со цел да се добие еден вкрстен попис кој што ќе ги опфати сите жители во Вие сте државата. човек што сака бројки, вели дека ужива во Excel табели, од 1.830.000 граѓани кои што според резултатите од пописот живеат во оваа држава. Ако попишувачите не успеале да стигнат до 7,2% од нив, од 7,2% поени, тогаш како може да зборуваме за успешен попис? Најпрвен, доколку ги погледнете споредбените податоци за пописи во други држави, опфатот на граѓаните во други држави има и со поголем процент на неопфатени во пописот. Ова само како општа констатација го слушаме, пример не сме виделе до сега, го слушам директорот неколку пати го користи тој аргумент, ама не ни кажал пример. Примери има многу и се движат и до 10% на неопфатено население, кои се причините кај нас за 132.000, кои што од резидентното население не се опфатени. Прво е што беше спроведен пописот во услови на ковид криза, при што дел од граѓаните не можеа да отворат. Второ беше померен од април на барање на опозицијата во септември, кога веќе дел од граѓаните, посебно оние кои што живеат во руралните области, излегуваат на полињата за работа. И трето, имаше и активен бојкот, и скриен бојкот од опозицијата, значи Левица беше против попишувањето, а ВМРО-ДПМН прво водеше кампања за бойкотирање на пописот, а потоа имаше и скриен бојкот на пописот, кој што и направи лоша услуга на македонците пред се во попишувањето. Така да ние не можеме да зборуваме за критики на пописот од тој аспект, а посебно не од оние кои што тој проблем и го креира во голема мера со тоа што на своето гласачко тело и на своите симпатизери практично им кажуваат дека не треба да излегуваат на попис. Дополнително што на почетокот зборува колку ќе бил процентот на одредени етнички заедници до 35%, што се утврди дека е комплетно неточно, односно дека имаме процент на граѓани според нивната етничка припадност, како што се само изјасниле нормално и како што се само определиле, кој што е во рамките на тоа што го имаме во државата. Во држава во која што политичкиот систем почива на механизми кои што се базирани на проценти за етничка застапеност на одредени етнички заедници, не може да не бидат важни 7,2% поени од населението. Оти во некои општини, да не влегуваме во детали, битно се менуваат сега правата на одредени заедници. Да речеме во Тетово, не знам дали детално сте ги гледале. Значи, доколку зборуваме за пописот, прво тоа е статистичка операција, и тој не представува ниту етничка операција, не представува ниту политичка операција. Така и во други држави, кај нас не е така. Тоа државата мора да го спроведе со цел да може да ги базира своите економски и развојни политики врз основа на бројки. Јас имам работено 22 години во реалниот сектор и секогаш кога се прави деловен план на почетокот на годината, односно за почетокот на следната година, се земаат податоци за резидентното население во државата. Ние до сега располагавме со податок, според официјалниот последен попис, за население кое што беше со поголема бројка од тоа што гледаме дека во моментов го имаме реално во државата, и тоа даваше погрешни импути во стартот во деловното планирање, па и во други планирања во други општествени сфери. Што се однесува до етничката застапеност, ние ако го погледнеме добро бројките, ако ги погледнеме, намалувањето, и тоа е главната за мене информација од сите овие податоци, дека ние имаме намалување на населението, и тоа намалување е исто распределено кај сите етнички заедници, меѓутоа тоа е заедничко за сите земји од Балканот. Ако ги погледнеме и податоците од пописот и во Србија, и во Бугарија и така натаму, има намалување на населението, и затоа овој попис е од значај за да може да креираме економски политики кои што ќе се свртат кон човечкиот капитал, кон инвестициите и кон отварање на поголеми можности, особено за младите. Вие велите дека сакам бројки, ако ја погледнете бројката кај младите, тогаш ќе видите големо намалување на оние кои што се родени во 2002 година, а кои сега ги нема во пописот. Што значи дека државата мора да работи, и тоа секој во државата, бидејќи се работи за период од 20 години, кој што го разговараме, не можеме да зборуваме само за една политичка гарнитура, туку за повеќе, дека мора да се трудат да креираат политики, а ние тоа се трудиме да го правиме,
и во областта на човечкиот капитал, и во областта на поддршка на иновации и инвестиции, за да има работа за младите загрижувачки тука. податоци, да речеме генерацијата на возраст од 60 до 64 години околу 125.000, а она од 20 до 24 која што би требало да ја замени оваа која што најкасно за 4 години ќе оди во пензија е 14.000 помалку. Но уште позапрепастувачки е да речеме генерацијата од 40 до 44 години 128.000 се тие, а оние што треба да ги наследат потоа се 96.000, дури 32.000 се помалку. Така што веројатно веќе на некаков среден рок ќе се соочиме со ваков тип на проблеми и на сериозен недостаток на работна сила. Да ве прашам нешто, уставот наш сепак има механизми кои што зависат од процентите од етничката припадност. Кои проценти се сега релевантни за соодветна и правична застапеност? Кога ќе врти популарно балансерот за вработување, кои проценти ќе ги зема предвид? Од резидентното население или од вкупно попишаното? Балансерот и уставот се политички одлуки во државата, бидејќи се носат низ политички договор. Ако ја гледаме логиката, тогаш во управата, односно во јавниот сектор се вработуваат резидентни граѓани, односно оние кои што живеат тука. И нормално би било оние кои што се резиденти, тие да влегуваат во калкулациите за вработување во јавниот сектор. Меѓутоа исто така и кога зборуваме за јавниот сектор, ние мора како држава, следејќи го што се случува со пописот, дека мора да изградиме систем во кој што ќе зборуваме за квалитет, за унапредување на услугите кои што ги дава таа јавна администрација, која што брои над 130.000, односно јавниот сектор вкупно, кој што брои над 130.000 вработени, да дава услуги кои што ќе бидат унапредени и кои што ќе бидат во согласност со новите потреби на граѓаните. Тој концепт е воспоставен пред 20 години, пред 21 година. После 21 година се менуваат потребите на граѓаните. Доаѓаат нови генерации кои што живеат во дигитално време. Се појавуваат нови индустрии. Ние во моментов имаме развој на нови индустрии во кои што расте и просечната плата, меѓутоа расте и извозот, и тоа посебно се однесува на софтверот, на високите технологии, обновливите извори на енергија, и затоа овие податоци треба да ни послужат да креираме јавен сектор кој што ќе биде сервис на поголемиот и побрзиот развој на државата. Овие 7,2% што не се прашани за етничката припадност, како ги бидат застапени во балансерот? Тие не можат да бидат застапени затоа зашто единствен начин да се изјасни некој за своето самоопределување е самиот да каже на која заедница. Тогаш ќе треба да наоѓате некаква формула нова, ќе ги исклучите тие 7,2, ќе ги вклучите, па не знам, поинаков процент ќе извадиме. Ние мораме како држава да најдеме формула и национална стратегија која што ќе го зголеми бруто домашниот производ, која што ќе ги зголеми стапките на бруто домашниот производ, која што ќе ја зголеми ефикасноста на јавната администрација и на вкупниот јавен сектор. Овој податок од пописот што уште ни покажува? Ако го погледнеме дека имаме веќе 205 населени места кои што немаат жители, тогаш треба да погледнеме и во образованието, да видиме дали треба да направиме реорганизација и реформа во образованието, бидејќи сигурно постојат места каде што имаме школи, а немаме ученици, а додека во одредени погусто населени места имаме помалку школи од тоа што имаме потреба, па мора децата да одат во училиште и во 3 смени се случуваше во некои општини да одат. Уште еден податок од пописот денове е многу експлоатиран и кај нас и на исток од нас во Бугарија, тоа е бројот на бугарите во Северна Македонија. Дали 3504 бугари, мислам дека таа е бројката, се доволна оправдана основа да се отвори уставот и бугарите да се внесат во преамбулата? Значи, ние кога ги направивме уставните измени после 2001 година, тогаш не се гледаше и застапени се повеќе заедници во уставот, тогаш не се гледаше за бројката која што конкретно секој од нив ја има. И јас веќе го имам кажано мојот став и пред да излезат бројките од пописот, дека граѓаните кои што се самоопределуваат на друг начин и кои што ќе изразат желба да бидат дел од македонскиот устав, бидејќи нашиот устав тоа право го дава, треба да бидат вклучени нормално низ уставна процедура, и тоа се однесува не само на бугарите кои што се самоопределуваат како бугари во државата, туку и на црногорците и на хрватите кои што веќе имаат изразена таква желба. Добро, во однос на преговорите со Софија, деновиве сведочиме на серија изјави на премиерот Кирил Петков. ВМРО ДПМН е денеска побара, како велат Ковачевски и Османи, да кажат кој е напредокот поради кој Бугарија се радува, а Македонија молчи.
Дали радоста на Бугарија е исполнување на сите бугарски барања и бришење на историјата, јазикот и идентитетот? Прво, задоволството на премиерот на Република Бугарија Кирил Петков се должи на тоа што има напредок во работата на работните групи. Ние имавме еден диалог кој што се сведуваше на минимум комуникација, значи пред овие две влади, во еден подолг период, кој што се сведуваше на минимум комуникација помеѓу две соседни држави, а додека медиумскиот простор доминантно беше доминиран од пропагандисти кои што ширеа хистерија помеѓу граѓаните на двете држави. Од формирањето на работните групи кои што веќе имаат опипливи резултати, значи ние веќе имаме авионскиот лет кој што се зборуваше на првата средба, веќе функционира како комерцијален помеѓу Софија и Скопје. Веќе имаме и први стипендии кои што се доделуваат на наши студенти во Бугарија, истото ќе го направиме и во Северна Македонија. Вчера се одржа средба за проекти на прекогранична соработка во Бугарија, на која што присуствуваа наши градоначалници, заедно со премиерот на Република Бугарија. Тоа е тоа кое што дава задоволство кај премиерот на Бугарија, меѓутоа и кај мене, за унапредените односи помеѓу двете држави. Сега премиер, Во однос на критиките кои што ги упатува опозицијата, прво ние имаме и диалог во однос на политичките прашања, кој што се води на ниво на министри и Министерство за надворешни работи. Јазикот, идентитетот, посебноста на македонскиот народ воопшто не е предмет на преговорите. Зошто опозицијата не ја информирате? Секој договор кој што ќе се постигне, јас сум убеден дека ќе биде критикуван од опозицијата, како што биле критикувани сите договори кои што оваа држава ги направила, а со цел да направи стратешки исчекор за државата. Зошто не ја држите информирана опозицијата? Значи, опозицијата прво беше повикана да учествува во работните групи, тие тоа го одбија. Второ, министерот Османи во собранието во Комисијата за надворешни работи имаше целодневно експозе, односно објаснување на она што се разговара со Република Бугарија. Во моментот комуникацијата е помеѓу министерствата, се разменуваат идеи, значи не постои финален документ кој што може да биде прифатлив за двете страни во овој момент, и доколку се дојде до таков документ кој што е прифатлив, нормално дека низ институциите ќе биде споделен со сите политички актери во државата, а местото за тоа е собранието. Информиран сте вие за напредок во историската комисија, како што протекоа се појавија одредени информации? Значи, историската комисија беше присутна кога имавме заедничка владина седница во Софија. Таму присуствуваат двајцата копредседавачи на комисијата, професорите и од Бугарија и од Северна Македонија, и каде што изразија подготвеност и заложба од двајца дека ќе се забрза динамиката на работата на историската комисија. Ама се споменува некаков договор за Цар Самуил, за други точки? Го потврдија со поинтензивни состаноци, дел беа онлайн заради нормално условите кои што владеја со четвртиот пик на ковид вирусот. Сега имаат средба која што има комисијата. Тие самите изјавуваат дека постои напредок во однос на договорот за одредени историски личности, меѓутоа деталите ги немаат соопштено и треба заеднички да ги соопштат деталите за тоа до какви сознанија имаат дојдено во однос на Вие зборувате дека задоволството на премиерот Петков пред се е базирано на напредокот во работните групи, но и јас и вие знаеме дека тоа не е доволно за да се деблокира процесот. Мора да се најде некаков заеднички јазик за најчувствителните политичките прашања. Тој во овие изјави за кои што зборувам јас зборува делно и за тие теми. Јас сега ќе си дозволам да ви поставам едно вакво прашање, базирано на тоа што како некакви шифри го препознавам од изјавите на Петков. Ако на крај се воспостави една релација во која што Северна Македонија добива чисто решение за јазикот, а Бугарија добива најава ветување за промена на уставот на Северна Македонија со вметнување на бугарите до отворање на првиот кластер, значи до отворање на првиот кластер, тоа е година и пол, две од одржувањето на првата меѓувладина конференција, откако ќе почнат преговорите. Дали за вас тоа е добра основа за компромис? Прво, тоа е добра основа за разговор, од причина што јазикот, јас веќе кажав, и идентитетот, од секој аспект на македонскиот народ, ниту се преговара, ниту ќе биде предмет на преговори. И граѓаните во тој дел можат да бидат спокојни. Во однос на уставот, нашиот устав дозволува, односно уставното уредување, индивидуалните права на самоопределување да се остваруваат колективно.
И дополнително, секоја држава, земја која што претендира да влезе во Европската Унија, на патот за влегување во Европската Унија го отвара својот устав со цел да го прилагоди на законодавството во Европската Унија, бидејќи одредени надлежности се предаваат на Европската Унија и институциите во Европската Унија. Вклучувањето на бугарите во македонскиот устав, и тука не зборуваме само за бугарите, туку зборуваме и за хрватите, и за црногорците, нормално дека ќе помине низена процедура на уставни измени, таа трае подолго, затоа зашто се отвара во одреден момент, меѓутоа потоа стручната јавност, политичките партии и така натаму, низ парламентарна дебата, го затвараат тој процес со двотретинско гласање во парламентот, значи тој процес мора да биде поддржан практично од сите политички партии во државата и тоа е начинот да бидат направени уставни измени. Но не на крај на пристапниот процес на Северна Македонија кон Европската Унија, туку пред отворањето на првиот кластер. Тоа се детали за кои што може да се разговара, меѓутоа во моментов не постои документ кој што е финален во однос на тоа. И само уште едно прашање на оваа тема. Петков даде изјава дека руски шпиуни работеле против добрите односи или против добри односи меѓу Бугарија и Северна Македонија. Тамошното обвинителство денеска соопшти дури и дека отвора предмет. Имате вие некакви повеќе сознанија околу ова? Јас немам причина да не му верувам на премиерот на Бугарија, особено што неговата изјава се базира на информации кои што тој ги има и така исподели од страна на службите задолжени за такви активности во Република Бугарија. Детали немам, меѓутоа сигурно дека она што ќе биде за споделување со јавноста, нивните агенции за национална безбедност, тоа сигурно ќе го соопшта тоа што треба и што може да се соопшти. Имате информации и сознанија за такви активности на територија на Северна Македонија? Тоа се класифицирани информации кои што не може да се споделуваат со јавноста и меѓутоа можам да ви кажам дека постојат поединци, постојат и групи, меѓутоа ја ви кажал маргинализирани, постојат дури и политички партии во државата кои што се финансирани од трети држави кои што не сакаат да ја видат Република Северна Македонија во Европската Унија и кои што работат против евентуален договор помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија. Дали протерувањето на Вие гледате и денес откако излегува изјави од страна на бугарскиот премиер, од моја страна на пресконференцијата во Софија која што имавме на почетокот на оваа недела, веднаш се појавија истите пропагандисти кои што кажуваат дека се работи за национални предавства и така натаму, и тоа не само на едната страна, туку и на другата страна, истата реторика и кај нив. Дали протерувањето на 5 руски дипломати од територија од Северна Македонија е поврзано со вакви активности? Протерувањето на 5 руски дипломати е според обяснувањето на Министерството за надворешни работи, заради тоа што тие излегле од своите мандати кои што ги имаат во државата, за кои што се пратени, а кои што се дефинирани во Виенската конвенција. Тоа е направено врз основа на сознанија на Агенцијата за разузнавање и не може да се споделуваат такви класифицирани информации. Добро. Економија или живот. Станавте премиер среде криза, пред се со цена на енергенси, која по руската инвазија на Украина стана дополнително продлабочена. Усвоивте антикризни мерки, тешки, според тоа што владата го кажа, 310 милиони евра директни фискални расходи и 90 милиони евра откажување од приходи. Прашањето е колку ваквиот пристап е одржлив на подолг рок, премиере? Прво, и светот, и Европа, и државата се наоѓаат во најголемата економска криза после Втората светска војна. Ако ги погледнеме сите економии, и германската, и австриската, денес ги гледав споредбените податоци за инфлаторните движења, за цените на храната, за цените на енергенсите, сите имаат исто ниво на зголемена инфлација и зголемени цени на енергенси и на храна. Втората работа, вие на почетокот ме прашавте, кога кажав со какви обврски и со какви одговорности се соочува владата во вашата најава, кажавте да не се жалам. Јас уште при експозето пред 76 дена во собранието кажав дека знам дека нема да биде лесно. И ова е најодговорната улога која што човек може да ја има во својот живот, во најголемата криза да води држава, затоа зашто прво немате време ни за спиење, а не за одмарање. Затоа зашто секој човек во криза мисли на себе и на своето семејство. Кога сте на ваква позиција, вие мора да мислите на сите. Мора да мислите за најранливите 35.000 да им обезбедите по 1000 денари дополнително за храна. Мора да мислите на пензионерите да ја зголемите пензијата, што го направивме.
мора да мислите на вработените кои што се најмалку платени, тие кои што беа на минимална плата и затоа ја зголемивме минималната плата. Мора да мислите на цената на енергенсите да не предизвика шок за граѓаните. Мора да мислите на цената на храната да не Тоа предизвика звучи шок. социјално одговорно, но да не се испостави да звучи ја уруши најодговорно. економијата. Во однос на економијата. Значи сите овие мерки, ако ние сега правиме анализа и таа ќе биде објавена кои се ефектите од овие мерки. Доколку не беа овие мерки. Во однос на пример, намалувањето на ДДВ-то од 5% на 0% на основните прехранбени продукти. Со тоа намалување, да не беше тоа намалување, граѓаните ќе мораа месечно да плаќаат во просек по 1500 денари плюс. Доколку не беше намалувањето на ДДВ-то на енергенсите, претежно тука мислам на нафтата и нафтените деривати, само по тој основ, без намалување на акцизата, секој граѓанин на просечна потрошувачка пресметано ќе плаќаше 300 денари повеќе секој месец. Да, ма тие пари Кај електричната енергија, значи кај електричната енергија, доколку не се направеше субвенционирање на производството на електрична енергија и на цената која што ја плаќаат граѓаните, значи 80% ја субвенционира државата, сметките за струја на секое семејство ќе беа за 2150 денари повисоки. Дозволите и тоа е резултатот на мерките. Дозволите да полемизираме тука. Само ова последново, ако се точни бројките кои што вие ги соопштувате како влада, веćини на годишно ниво 170 милиони евра. До сега веćина. Точно. Но имаше други некакви проекции дека и до половина милиарда може да оди. 470 милиони евра на годишно ниво. Нема да оди до половина милиарда. Ќе оди уште максимум 100 милиони до крајот на годината. Од октомври. И затоа, точно, затоа зашто денес министерот Бектеши и директорот на ЕСМ дадоа и по структура на што се инвестирани тие пари, односно потрошени од буџетот, за обезбедување на високо ниво на производство на енергија од домашен извор, бидејќи таа е поевтина од увозната, за покривање на оние октомвриски повлекувања кои што ги имавме, ноемвриски всушност од Европската мрежа, и за одржување на ликвидноста, како и за набавка на дополнителни суровини за производство на електрична енергија во РЕК и во Ослобе. А загубите во дистрибуција, и загубите на исто МЕПСО. така влегуваат. И загубите, не само загубите на МЕПСО, загубите се кај дистрибутерот на малите потрошувачи, на резиденцијалните потрошувачи и на компаниите. Во 170 милиони влегува и загубите. И загубата влегува, точно. Значи, сето тоа овозможи да немаме ценовен шок за граѓаните. Со цел да се обезбедиме до крајот на годината, веќе е донесена одлука со оглед на тоа дека постојат кредитни линии во светот, односно во Европската банка, со каматни стапки до 1%, да поднесат барање за задолжување со цел да обезбедиме до крајот на годината да имаме непречено снабдување со електрична енергија за сите граѓани и за сите мали потрошувачи, и кои што и за да нема ценовен шок за граѓаните. Тоа е одговорно владење, затоа зашто секој денар се троши за граѓаните да немаат ценовен шок и да се овозможи да нема ценовен шок за цените на храната, бидејќи дали е то така или сепак малкумина имаат и ќар од сетова, оти, за да работи ТЕЦ. Неготино се потрошени 30 и кусур милиони евра така за увоз на мазут. За ТЕЦ, за РЕК Битола да работи и таму е увезуван делумно јаглен. Јагленот кој што се копа во РЕК Битола и натаму РЕК го копа и го транспортира со механизација која што ја набавува од приватни фирми. Колку рационално се прави тоа? Знаете и за новинарските извештаи за тоа дека има сериозни индиции за тоа дека таму може да има корупција. Значи, ова се прашања кои што треба да ги одговори директорот на компанијата, бидејќи ова се веќе детали. Постојат и ревизорски извештаи кои што веќе се објавени и тој ќе треба да компанијата треба да постапи по тие ревизорски извештаи. Тие извештаи ќе ги гледа и постапувањето и по службена должност и Комисијата за економски систем и владата. Ковачевски, вие може да бидете среќен дека сте обезбедиле до 80% велите субвенционирање на сметките, граѓаните не плаќаат повисока сметка на крајот на месецот, но факт е дека СДСМ, не само сега вие, вашиот претходник пред се и раководството на електрани ја продолжува праксата од претходно на ВМРО ДПМН, која што едно време беше наречена кражба на деценијата, се најуваше набавка на опрема за РЕК, па ништо тоа не се случи.
продолжи една пракса во која што има многу сомнежи за корупција и за недомакинско трошење на парите на граѓаните. Ако ги погледнете, и денес имаше надписи пред 11 години, таму во таа компанија имало набавки за одредена опрема, имало набавка за одредени софтверски системи, кои што никогаш не били инсталирани. Тоа треба да се направи. Меѓутоа, во овој момент, значи во оваа криза, кога 5 пати пораснаа цените на електричната енергија и кога калкулациите покажаа дека е подобро да се произведува електрична енергија тука, бидејќи цената која што тука се произведува е 50% помала, до 100% од онаа која што би се набавила на берзите Хупекс и Худекс, тогаш се одлучи да се произведува електричната енергија со увезени суровини во државата и дел тоа што го има тука. За сомнежи кои што вие тука ги кажавте, тогаш тоа може да се процесира. Меѓутоа, јас ве уверувам дека тие денес транспарентно кажаа колку средства се финансирани од буџетот и на што точно се потрошени. Не спорно е тоа, но прашање е како се потрошени, како се постигнати договорите, кои луѓе стојат за тие фирми, евентуално нивните врски понатаму. Од каде во вакви околности ќе најдете пари, да речеме, за изградба на автопатите во договор со Бехтел и Енка? Значи, со оглед на ваквото оптоварување на буџетот. Значи, при конципирањето на буџетот за 2022 година, прво, знаејќи дека имаме енергетска криза, веќе беше направено намалување на ДДВ-то за електрична енергија уште во јуни од 18% на 5%. Потоа во самиот буџет се остави резерва од 130 милиони евра за справување со кризата, бидејќи во исто време имавме и корона криза и енергетска криза, и се намалија тековни трошоци за 8% кои што не мора да се трошат во време на криза. Бидејќи кога се конципира буџет, во време на развој се гледа да се намали буџетскиот дефицит. Во време на криза се зголемува буџетскиот дефицит за да може економијата да се одржи во кондиција и за да може да се влие на одржувањето на животниот стандард на населението. И ние тоа го правевме. Исто така, сите овие финансирања за кои што зборуваме се предвидени во буџетот, прво во дефицитот кој што е проектиран и јавно покажан од ниво од 4,3% во собранието и изгласан таму, и се наведени изворите на финансирање од кои што овој дефицит ќе се финансира. И сега тврдите дека се уште сте до тоа ниво на 4,3? Во тоа ниво сме и финансирањето ќе биде дел од државни записи, од државни хартии од вредност, дел од еврообврзница, која што исто така е најавена во буџетот, од ниво 250 милиони евра. И не само ова што треба да се покрие, туку треба да се покријат и ануитетите за кредити земани порано во минатото и камати кои што треба да се платат на тие кредити кои што државата ги земала порано. Затоа и кога го менаџиравме јавниот долг на државата, ние јавниот долг го спуштивме на 60% во време на најкризна година, 2020 година, кога веќе почна и енергетската криза. Целиот буџет е ставен во среднорочна рамка до 2026 година, при што оваа година ќе имаме зголемување на јавниот долг до 63%, а потоа до 2026 година спуштање на ниво под 60% и намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,2%. Ама сме се изнагледале на такви проекции и на крај не испаѓа така, на крај буџетскиот дефицит продолжува да биде висок, продолжува да расте јавниот долг. Знаете дека има многу забелешки дека тој веќе е на нивото на прашање дали е одржлив. Значи, кога зборуваме за јавниот долг, се водат научни полемики и помеѓу академски стручњаци и помеѓу стручни лица од пракса од Меѓународниот монетарен фонд и така натаму, кое е нивото на јавниот долг кое што на државите не им го загрозува развојот. Има студии кои што се правени од познати нобеловци по економија на 200 годишни серии на податоци на повеќе од 50 држави, на кои што се обидуваат да најдат кое е тоа ниво на јавен долг кое што нема да го загрози развојот. Она до сознание до кој што ти имаат дојдено е дека се работи за некаде 90% јавен долг во однос на бруто домашниот производ,
Меѓутоа има други пак научници кои што врз основа на истите податоци, меѓутоа врз основа на други методологии на анализа и серии на податоците како ги земаат, доаѓаат до тоа дека и повисоки нивоа на задолжување може да издржи одреден бруто домашен производ на одредена држава, и пак да не биде загрозен развој. Независно од потентноста на економијата. Јас сега ви кажувам какви анализи се гледаме, за да го менаџираме јавниот долг. Ние нема да одиме од рамката која што ви ја кажав погоре, и ќе го спуштиме јавниот долг во 2026 година под 60%. Уште еднаш да сумирам и уште една многу важна работа. Ние сме во дневна комуникација со Народната банка на Република Северна Македонија и со гувернерката, јас лично комуницирам со неа, за да паричните средства во оптек бидат на ниво кое што нема да предизвика дополнителна инфлација, која што во моментов ја имаме, а која што е транзиторна и која што е увезена заради повисоките цени на енергенсите и заради повисоките цени на прехранбените производи, транспортните трошоци и така натаму. И ако ја погледнете инфлацијата во Германија, таа е на идентично ниво со нашата, со тоа што таму е повисока за 0,2%. Да сумирам. Со антикризните мерки кои што тежат 400 милиони евра, со субвенциите за струјата кои што, ако добро ве разбрав, ќе чинат околу 270 милиони евра, со почеток на инвестициите за Бехтел и Енка, вие ќе останете на проектираниот буџетски дефицит од 4,3%. За Бехтел и Енка веќе во буџетот за оваа година има предвидено 100 милиони евра за отпочнување на работите. Таму се работи на склучување на договор, значи се избира меѓународен консултант кој што ќе треба да ги изврши преговорите во однос на реномиран меѓународен консултант, кој што ќе треба да ги заврши преговорите во однос на самиот проект и во однос на сите детали на договорот, и веднаш што тоа ќе се направи, Бехтел и Енка ќе започнат со работа и за тоа се подготвени финансиски средства во буџетот. И тоа е само за оваа година 100 милиони. Прашање е за следната, веројатно имате проценки колку ќе чини сето тоа? Немам проценки, тоа мора да го кажат консултантите кои што ќе треба да изготват и анализата и самиот договор. Ќе оди многу над 1 милијарда сигурно. Ја не можам да ви кажам, ако ја немаме бројката, дали ќе оди многу или нема да оди, или ќе оди малку. Неблагодарно е да се шпекулира за нешто што повеќе како проекција на тоа колку ќе биде инвестицијата следната, па последната година, сето тоа ќе треба да се финансира. Тие инвестиции, бидејќи се работи за проектно подолгорочно финансирање, во среднорочната рамка на буџетот се предвидени и инвестиции, капитални инвестиции во таа рамка, и тие се планирани заедно со овој проект, кој што проект вклучува неколку клучни делници во државата. Спирала реакции предизвика изголемувањето на минималната плата на 18.000 денари. Вие и денеска во објава на Facebook го славите тоа, го одбележувате првиот месец кога почнува исплатата по новата минимална плата. Од една страна се синдикатите, излегува веќе на улица, делви се на преговори во владата, речиси секој ден. СОНК ви закажа дури и генерален штрајк од 11 април, да почнеме со СОНК. Бараат сега усогласување на платите во однос на новата повисока минимална плата. Имате намера да прифатите дел од нивните барања? Значи, платата од 18.000 денари минимална обезбедува достоинствени, јас би кажал, и никогаш доволни примања за најранливата категорија на граѓани кои што работат доминантно во индустријата и кои што најмногу предонесуваат во делот на индустријското производство на оваа држава. И наша обврска, како одговорни луѓе, беше и моја лична, бидејќи ја кажав на почетокот дека сум на страната на работниците, зголемување на минималната плата. Зголемувањето се постигна низ економско-социјален диалог, на кој што присуствуваа не само репрезентативниот синдикат, Сојуз на синдикати, туку сите други гранкови синдикати, и тоа сите можат да ви го потврдат. Тој договор сега, беше... веќе извинете, кога го споменувате ова, бизнисот ви забележува дека тоа е вештачко кревање на платата, не базирано на зголемување на продуктивноста на работниците. На состанокот и на преговорите беа и представниците на Сдруженијата на работодавачи,
А во текот на преговорите ја имав контакти со сите председатели на стопански комори во државата. И Сојузот на стопански комори, и Стопанска комора на Северна Македонија, и Стопанска комора на Северозападна Македонија и така натаму, и тоа со детали, при што увидовме дека нема да биде преголем притисок за компаниите, со оглед на тоа дека и државата учествува во субвенционирање на придонесите за зголемувањето на платата. И така се постигна договор. Она што ги замолив синдикатите, и СОНГ, и другите синдикати, да не правиме политика од зголемувањето на платата на најранливите во државата. Сите работници, особено вработените во образовниот сектор, заслужуваат поголеми плати. Затоа зашто образовниот сектор е тој кој што го креира човечкиот капитал кој што го имаме во државата, а кој што гледаме дека ни се намалува. И на нас ни треба поквалификувани работници кои што ќе креираат подобри работни места и подобро платени работни места за да ни биде подобра државата. СОНГ закажа штрайк на 11 април. СОНГ на денот кога ја носеше одлугата имав разговор со председателот и со дел од нивниот совет, а заедно со министрите од економските ресори. Во понеделник повторно ќе има состанок и на крајот и со штрајк и без штрајк договор се постигнува помеѓу партнерите во социјалниот диалог, односно во овој случај владата и синдикатите. Точно е дека заслужуваат. Јас сметам дека треба да има зголемување на платите во образованието. Меѓутоа мора да бидеме свесни дека ова е најкризната година после Втората светска војна. Мора да се грижиме државата да може да ги финансира сите своји обврски, што и го прави. Гледате дека и во најголема криза пензиите повторно се исплаќаат пред време. Државата донесе одлука за намалување за 50% на репрезентативни на трошоци за репрезентација, намалување за 10% на тековните трошоци, ограничување на бројот на луѓе кои што патуваат и така натаму од јавната управа. Јавните предпријатија ги преработуваат своите финансиски планови со цел слободните средства кои што ги имаат за да не се потрошат на некои инвестиции или трошоци кои што не се продуктивни. Со одлука на владата ги променија финансиските планови за да можат тие средства да бидат позајмени на компаниите во енергетскиот сектор, бидејќи ликвидноста на енергетскиот сектор не е само ЕСАМА, таму се и други компании, ние мора да се грижиме сите тие да бидат ликвидни, и МЕПСО, и ЕВАНА, и така натаму. И се тоа активности кои што се прават за да се насочат парите таму каде што се потребни. И сега ќе им прифатите нешто на СОНГ? Она што веќе го разговараме со СОНГ е да имаме една рамка, односно да имаме методологија која што ќе овозможи без политички влијанија во иднина да расне платата на образовните, односно на работниците во образованието. Исто така се прават и калкулации нормално во Министерството за образование, Министерството за финансии, да видиме кои се тие можности кои што буџетот може да ги издржи во оваа кризна година. Бидејќи одговорноста не е само зголемување едноставно на платите. И јас го разговарав ова со представниците на Советот на Народна банка од причина што доколку ги зголемите платите, колку што е вкупното барање на синдикатите, тоа може да предизвика дополнителен инфлаторен притисок. А инфлаторен притисок дополнителен од овој кој што го имаме, ќе значи дека и платата која што ќе ја добијат работниците, после многу кратко време таа нема да вреди. Ако се зголеми инфлацијата, тогаш обврска на Народната банка е да интервенира преку зголемување на каматните стапки. Што значи дека и долговите кои што ги имаат тие граѓани на тековни сметки и на кредитни картички, со зголемувањето на каматните стапки ќе се зголемат и нивните обврски за плаќање. Затоа мора да се балансира решението помеѓу она што го бара синдикатот и она што го нуди како можност буџетот, бидејќи веќе сите тие граѓани добиваат субвенција за струја, намалени ДДВ-а за храна. Ја знам дека раснат цените на храната, знам дека е тешко во светот, меѓутоа и не се залудно сите тие активности кои што ги правиме и јас како премиер и министерот за земјоделие во постојана комуникација и со председателот на Србија, и со премиерот на Бугарија, и со други представници на државите, и со со премиерот на Грција, со цел да не се нарушат синџирите на снабдување. Добро, при крај сме. Кога сме кај борбата против корупцијата и политиките на добро владење, треба ли Никола Топанчевски да остане министер за правда и го знаете контекстот патувањето во Палермо на фудбалскиот надпревар?
Прво, секој функционер, без разлика дали е тоа министер, заменик министер, јас лично како премиер, мора да се придржува до Кодексот за етичко однесување и тоа беше првата работа која што им беше дадена на сите министри на првата седница на владата да се потпише, да се прочита и да се однесуваат И таму има одредби за примање подароци. Прво што беше за мене значајно. Јас веднаш контактирав со министерот Тупанчевски, откако излезе во јавноста за патувањето. За мене најзначајно беше прво, без да навлегувам во целиот комплекс на Кодексот за етичко однесување, бидејќи за тоа постои вице-премиер за добро владење, кој што ќе го испита целиот случај и врз основа на тоа ќе препорача нормално мерки согласно со Кодексот. Она што беше за мене најзначајно е да проверам дали од Министерството за правда се исплаќани било какви средства за тоа патување, дали е користено обезбедување службено и дали се користени било какви ресурси од Министерството за правда за тоа патување. Се потврди дека не е. Доколку се потврдеше спротивното, јас ќе барав разрешување на Тупанчевски истиот ден. Но има уште едно важно прашање. Дали тоа било подарок, дали одел без пари, значи, таму и кој го платил тоа? Во однос на другите аспекти, кои што се правни аспекти, веќе информации има побарано вице-премиерот за добро владење и откако ќе ги собере сите информации, ќе си направи извештај согласно со етичкиот кодекс и препорачани мерки што треба да се направи. Не за друго, ти мислам дека треба да учите од некои лекции од вашиот претходник, да не го споменуваме примерот со Филипче и со трагедијата во Тетово во болницата, па демек понудена оставка, па неприфатена и така натаму, а на крајот со огромни реперкусии по рейтингот на СДСМ и веројатно и по изборниот резултат. Јас покажав на еден пример на еден директор дека без многу помпа и без многу изјави, кога имаше сомнеш, веднаш беше реагирано и беше поставен нов директор. Добро, благодарам за овој интервју. И благодарам и на вас за поканата. По паузата е саботажата. Глумењето изненадување и непризнавањето на резултатите од пописот е уште еден во низот популистички потези со кои се прави обид за легитимација на сопствената политичка агенда. Тие што сега креваат галама и предизвикуваат конфронтации, веројатно забораваат дека беа идеолози и се креатори на исходот од операцијата. Ова е попис за кој секој патриот мора да го бойкотира. Желбата да се избега од сопствената одговорност за родолюбивото неотварање врата како официјална антипописна кампања не може да биде причина таа да се префрла некому кому тоа му било несфатливо, па вложил напори за мобилизација. Кога вие попишувате диаспора, треба да попишете нели целата диаспора. Ние гледавме како Груби Османи Бектеши, што се министри во владата на Република Македонија на државен трошок трчаат и лобираат само една етничка заедница да се попишува. Освестувањето за патриотскиот пропуст стасува на истиот ден кога се соопштуваат податоците и се реагира на истиот начин како тоа го прават генералите после битка. Никој не ја прифаќа индивидуалната улога што ја имал во неа, туку за состојбата на фронтот. Вината се лоцира како колективна. Дали некој искочи, да речеме, да ги повика македонците да излезат масовно се попишат? Ние се и наетавме. Да, Луѓето ги стававме во недоумица, цел време го напаѓавме пописот. Да. После некако нечујно пописот си се спроведе, место да повикаме нечујно, да се фалсификат е спроведен. Значи, непопишувањето практично си ја фрливме како волот, кога рие, мама земјата не паѓа на вратот. Пред 6-месечното пролонгирање, активно и преку широка агитација на плоштади се собираа потписи против пописот, а потоа, по политичкиот договор со власта, без особена помпа, се повика на учество во него. Предупредувањата дека неконзистентност и отсуството на цврст став ке рефлектира на исходот не беа сваќани сериозно. Јас и илјадници, стотици илјади граѓани нема да отворат врата, нека си тераат Симовски, Венко и Заев, нека си тераат попис, па ќе видат како ќе заврши тој попис. Бојкот на попис не постои. Постои
одлука на граѓанинот да се попише или да не се попише. Нема тоа кривични пријави и така натаму, тоа се све глупости. Тоа ништо не важи. По создавањето на таков амбиент со набилдана антиатмосфера, на која многумина водени од лична пизма се налепија, сега е навистина нејасно од каде навире идејата. Не баре станува збор за времеплов, да се сугерира, ако може, за половина година наназад да се вратат стреличките на часовникот. Па дури и овие кои што се неизјаснети, ако има волја во Државниот завод за статистика, може да им поминат по дома и да ги попишете сега, нема да трае тоа повеќе од недела-две. И на крајот, за тоа со какви знаења располага едни од водечките членови на пактот. Зошто директорот на Заводот за статистика Атанас постојано се закануваше со бесправна аргументација преку медиумите? Зошто законот ја укина Државната изборна комисија? Директорот се вика Апостол, а пописот никогаш не го спроведувала изборна комисија. Толку од факторите кои работеа на бојкот. Веројатно е време за пребројување. Најмногу од се на направената штета. Завршуваме. Пријатно до понеделник во 22.